А во продолжение сакам да најавам еден линк, поточно да ја поздравам колешката Ивана Крстеска-Јанеска, која што ќе ни открие, поточно ќе им открие на сите млади мајки да ги подготви за идниот период, многу важен момент од животот пред породувањето, но и после породувањето, техники на дишење, потоа доење и сите оние работи што треба да се знаат со едно новороденче. Малкумина знаа дека постои школа, бесплатна школа за психофизичка подготовка на новите идните мајки. Ивана, добро утро. Добро утро, Оливера. Верувам дека сите гледачи. Благодариме. Верувам дека ќе бидат конструктивни сите овие насоки што ќе ни ги дадеш во поглед на тоа дека има многу идни мајки кои што го чекаат најбавиот чин во родувањето. Повелете. Да, токму така, Оливера, за тоа и за таа цел клиниката за Универзитетската клиника за гинекологија и акуширство ги организира овие бесплатни предавања за идните родители, за идните мајки за психофизичка подготовка, па токму ова утро со Сања Буклишева, која што е акуширка во оваа клиника, ќе разговараме на оваа тема и што се нуди оваа бесплатна школа за идните родители. Ќе ви посакам, Сања, добро и убаво утро. Која е целта на оваа школа, на овие предавања кои што се одржуваат овде во Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство? Најдобро добро утро. Значи, предавањата или психофизичката подготовка за трудници, кои што ги организира клиниката за гинекологија и акушерство, најнапред представуваат едукативни средби, каде што се вклучени идните мајки, татковци и партнери, се со цел, значи, за една добра подготовка, како за самиот чин на породување, така и за првите денови на новороденото. Нашата цел, значи, како тим кој што го врши предавањето, е да ги информираме, значи, да ги охрабриме истите тие, се со цел, значи, за едно подобро искуство кај трудниците, како и кај целата фамилија. Така, што сочинуваат предавањата, во кој временски период се одржуваат, односно колку долго временски траат, колку треба да се често да се посетуваат? Предавањата, значи, имаат исклучителна важност. Истите тие, значи, се спроведуваат во 5 часа, од кои што 3 се со акушерка. Едниот час, значи, ние со педијатриска или неонатолошка сестра и 5-тиот час ние со педијатар и анестезиолог. Со тоа што би сакала да напоменам дека на истите тие, значи, часови се вклучени подготовката за самиот чин на породување, тоа е начини на дишење, значи начини на релаксација, позиции, начини, значи, како би можеле истите тие да вежбаат, во однос на исхраната, значи добиваат совети, и со педијатриската сестра, значи, вклучени се часовите за негата на новороденото, бањање, доењето како еден или од најбитните или најглавниот фактор за самото новородено, и исклучително информации за самата вакцинација. Така, во кој период, односно од бременоста, треба да дојдат и да ги посетуваат сите идни мајки овие предавања или оваа така наречена школа која што ја имате овде на клиниката? Така, значи, трудниците пожелно е да дојдат, значи, од 28-та до 32-та гестацијска недела, каде што веќе се влезени во 3-тиот триместер, но сепак имаме доволно време за да се подготвиме и да имаме едно позитивно искуство. Како можат да се пријават сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа школа? Сите кои што сакаат да бидат дел од оваа школа, значи, може да се пријават секој работен ден од 8 до 14 часот на телефонскиот број 078 485 330. Да, верувам дека добро ќе го запаметат сите бројот, или пак можат секако да се јават и во вашата клиника, секако и таму да се резервираат. Како им помагаат овие предавања, како се покажа од искуството кое што досега го имате, колку им помагаат и на каков начин им помагаат на нивните родители и на идните мајки предавањата кои што претходно ги слушале овде? Па би сакала да кажам дека стравот секогаш потекнува од непознатото. Нови предавања ние ги учиме и ги охрабруваме.
колку повеќе се запознаени со самиот процес на породување, фазите на породување, како да се справиме со болка, како е што е вклучено све во негата на новороденото, толку тие се повеќе похрабри, можам да кажам, и посигурни во себе, кој што нас не е многу тоа битно, а од друга страна се запознаени со соработката со медицинскиот тим во текот на целиот тој процес. Кои се најчистите прашања кои што ги добивате од идните родители за време на школата и за време на предавањата? Како најчести прашања што ги добиваме е кога е започнато раѓањето, кога треба да се јавам на болница, дали ќе се справам со доењето, дали можам да бидам, ајде така да кажам, идеална мајка за истото новородено, меѓутоа сите тие прашања се нормални прашања. Затоа е пожелно да доаѓаат нови психофизички подготовки, затоа што сите прашања за кои што сака да имаат одговор би биле поспремни на еден начин, а од друга страна и би можеле да кажеме дека имаме индивидуален пристап и на тие прашања кога ние би одговориле, би ги разбиле и многу други табу теми кои што се вртат по социјалните мрежи, така да кажам. А секогаш би сакала да напоменам дека треба да се ослонат на советите на стручните лица. Да не се чита многу по интернет или како што знаат да кажат некои доктори, исклучете го интернетот на новите родители или на новата мајка која што е често пати нели во паника. Што ги учите родителите за новороденото, за првите денови од неговиот живот? Така, од кога ќе дојде на свет или самото новородено, истите, тоест веќе мајките, да не кажам дека веќе не сме трудници, него сме нели мајки, најпрво и се покажуваат начините или позите на доење. Негата на новородено од типот, како треба да биде тоа подслушено, како треба да биде облечено, во однос на исхраната, дека мајчиното млеко е многу подобро отколку готовата формула, во однос на негата на самото папче, во однос како треба да се избања истото, во однос кога е гладно, истото, кога треба да биде подсушено. За целокупниот тој процес кога ќе идат дома, истите да бидат подготвени и да нема дополнителни прашања кои што би ги мачило во понатамошниот период. Да, верувам дека сите оние кои што во иднина ќе бидат мајки, дека ќе дојдат и ќе присуствуваат на оваа бесплатна школа која што ја нуди Универзитетската клиника за гинекологија и акуширство, која што и тоа како е од корист за сите идни родители. Ви благодарам, Сања, на вашето одвоено време. Благодарам на поканата и ги поканувам сите трудници да дојдат затоа што задоволството пред се е наше. Да, убаво е кога ќе бидеме подготвени пред самиот чин на поредување и пред самото доаѓање на новородинето, особено за оние родители кои што за прв пат стануваат родители и се така секогаш исплашени и со некои чудни мисли, затоа еве тука со овие бесплатни предавања кои што се нудат на клиниката за гинекологија ќе имате можност да ви се разјаснат многу непознати работи и сите прашања кои што ги имате ќе можете да им ги поставите токму овде на персоналот кој што ги извршува и овие предавања. Така, благодарам Ивана. Јас верувам дека и многу татковци ќе бидат присутни во оваа школа, бидејќи многу е важна и поддршката што идните мајки ќе ја добијат од нивната посилна половина. Благодарам уште еднаш.